Драги гледачи, добредојдовте на завршниот настан на проектот за јакнување на општинското владење, исто така познат како Go Local. Поради ограничувањата за собери поведени за справување со пандемијата на COVID-19, овој завршен настан се одржува во форма на видео премиера, со однапред снимени материјали, но со отворена можност за ваши коментари и прашања. Вашите прашања може да ги споделите во коментарите во текот на целиот настан, каде што ќе ви бидат одговорени од тимот на UNDP. Проектот на зајакнување на општинското владење е финансиран од Европската Унија и спроведен од UNDP во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, ЗЕЛС и општините во земјава. Со почеток од јуни 2017 па се до неговиот крај во јули оваа година, проектот ги поддржуваше општините во зајакнување на сите аспекти од локалното владење и унапредување на процесот на децентрализацијата. Се подготвија препораки за подобрување на правната рамка, за префрлање на надлежностите од централно на локално ниво. Се надоградија капацитетите на општинските кадри преку низа на обуки, а преку грант шемата на проектот се спроведоа 40 проекти за подобрување на квалитетот на животот на локално ниво, од реновирање на училиште, поставување на пешачки патеки, до набавка на опрема за собирање на отпад, но пред да зборуваме повеќе за постигнатите резултати, ќе чуеме кратки обраќања на представниците на делегацијата на Европската Унија, Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации. И за почеток би сакала да го представам господин Никола Бертолини, директор на секторот за соработка при делегацијата на Европската Унија во Скопје. Good morning. Decentralization is a difficult task in every country. The efforts that the Ministry of Local Self-Government, accompanied and supported by UNDP and financed by the European Union, are a good sign that willingness is there and the capacities to develop policies to have more decentralization is available in the country. Local authorities are a very important stakeholder in the whole EU accession process. There are precise chapters like the agriculture chapter or the regional policy one that are directly affecting the local authorities. Accession is not just a matter of a government, it's a matter of the whole country. So it's a problem to assess and to face all together. The current efforts in more decentralization, fiscal decentralization, and also capacity to be deployed at local level is an important process we all have to support. So I think that also our funds, the European Union funds, and the new instrument will continue to support local authorities as it is doing together now. So I think that, in conclusions, municipalities have a big role to play. They are the closest to the citizens and we will support them in the whole process. And also, and mostly, in achieving the Green Deal targets. So we need municipalities to be more responsive on energy efficiency, on climate change, on everything is supporting a better green world for all of us. Thank you. Голема благодарност до господинот Бертолини за сета поддршка која Европската Унија ја обезбеди за овој проект да стане реалност. Секако спроведувањето на Go Local немаше да биде возможно без блиската соработка со Министерството за локална самоуправа. Затоа имам огромна чест и да го представам министерот Горан Милевски, кој ќе ни даде краток осврт за улогата на Министерството во спроведување на овој проект. Министерството за локална самоуправа во изминатава година дена навистина се ангажира да го продолжи процесот на децентрализација после 14 години. За таа цел, по наша иницијатива, владата на Северна Македонија донесе одлука да се формира еден тим во кој што учествуваат представници на ЗЕЛС, представници на Министерството за локална самоуправа и на советници од кабинетот на премиерот.
Ние го спремивме документот, тој е готов. Следува следна фаза Македонското собрание во неговиот нов состав да ги имплементира сите оние замисли кои што ние ги вметнавме во тој програмски документ. Ке треба измена на низа закони од различни области со цел да му дадеме повеќе ингеренции на општините, на советите и на градоначалниците. Нашата цел како министерство е вистина да ја зајакнеме регионалната соработка. За таа цел и министерството треба да се вика Министерство за регионален развој, бидејќи целта е да се зајакнуваат регионите, да се намалуваат неравномерностите помеѓу регионите и се разбира да се засили како селото, така и градот. Затоа во новите измени за Законот за равномерен регионален развој предвидовме зајакнување на центрите на планските региони, нивна поголема финансиска независност, но и можност да се финансираат проекти во урбаните центри. Со досегашниот закон се планираа само неразвиените подрачја и селските средини, сега предвидуваме за прв пат финансирање на урбаните центри со цел да реализираме и имплементираме проекти во самите градови. Министерството со неговите стручни тимови се подготвува успешно да влеземе во новиот ИПА 3 проект 2021-2027 година, кој што ќе значи повеќе средства за општините и за планските региони. Благодарност до министерот Милевски и Министерството за локална самоуправа за успешната соработка. Во ведните обраќања ќе ги заокружиме со господјата Нарине Сахакијан, постојаната представничка на UNDP во земјава, која дава осврт за значењето на проектот во рамки на глобалниот развој и опоравувањето од пандемијата на коронавирусот. As UNDP's resident representative in the country, I'm always having mixed feeling, when we are having the closeout of the project. From one side, this is a moment when you can talk about the achievements and about the results of your project. You can demonstrate proudly about what you did to change and improve life of people. But at the same time, you understand that it's a time to say goodbye to your colleagues, to your partners, and this is always a little bit sad moment. In this specific case, it's a little bit less bitter because I'm sure that the partnerships we managed to establish during the projects and the result we achieved going to last and the results will be sustainable. The main objective of the project was to improve life of the people through increasing skills and the knowledge of local authorities to raise funds and to provide quality services to their citizens. And I can confidently say that during these 3 years of project implementation, together with our partner municipalities, we moved substantially in that direction. Some of the results can be seen easily. It's enough to visit municipalities. And here I'm referring to reconstructed schools, to new pedestrian infrastructures, to waste collection vehicles. 14 similar projects were implemented during the project implementation phase, and most importantly, projects were selected together with the beneficiaries. They were prioritized by the citizens and also implemented with their engagement. But as with the icebergs, what you can easily see, this is only the tips. So the most important achievements are very often under the surface, and it's not that easy to see immediately. And for me, the most important achievement of this project is the increased skills and capabilities of local authorities, which you can see if you will review 13 inclusive integrated development local plans, if you will look on the improved financial flows, if you will visit the e-platform created by the project, which connects more than 50 stakeholders and the partners in one platform. This ability to cooperate remotely became even more important in this new reality because of COVID pandemic. We will all agree that crisis changed our life, changed the social life. It impacted, different aspects of the economy. So
to continue working and dealing with the development challenges as we used to, it will not be enough in these new circumstances. We need to address the old challenges which were already there before the crisis, but we definitely need to incorporate also accelerators. I mean, to accelerate the development processes and to make the response and recovery accelerated. At this point, I mean, UNDP already looking beyond the recovery, and we understand that recovery should be green, should be people-centered, and it should be definitely based on digital solutions. And UNDP, from the very beginning of the crisis, is supporting national government and municipalities to address the impact of the crisis. And we will be here also to continue supporting at all levels to address the impact and to support the recovery processes. And the only way we can succeed to bring activities from all levels, from national, from subnational, and from people. And I would like to say that many things done already, but a lot to be still done, and in these new circumstances even more needed and priority. And I hope that we will continue our cooperation with our partners, with development partners, with mayors, with municipal councils, to also achieve a similar great result in the future. Let me in the end also to thank all our partners. And I will start with our partners from European Union, because without their generous financial support, nothing would have been possible to achieve. I'm really grateful also for the cooperation of our national partners, Ministry of Local Self-Government and Ministry of Finance, for the everyday cooperation and openness to deal and address difficult, sensitive issues. And of course, the special thanks goes to our mayors and our planning regions and municipal councillors for the dedication and commitment and being with us throughout the project implementation. Thank you. Благодарност до господјата Сахакјан и до проектниот тим на UNDP за неуморната соработка во спроведување на GoLocal. Пред да ги чуеме искуствата на градоначалниците, би сакала да ја слушнеме и Моника Зајкова, член на управниот комитет на проектот на главниот корисник, Министерството за локална самоуправа, која ќе ни даде малку подетален осврт за работата на проектот. Проектот Унапредување на општинското владење е проект во рамки на Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со Министерството за локална самоуправа, кој што се финансира од страна на Европската унија. Во рамки на овој проект беа превземени низа активности и реализирани проекти кои треба да обезбедат на тамошен развој на локалната самоуправа. Имено во склоп на овој проект 30 општини добија поддршка за развивање на интегрирани инклузивни планови за развој на локалната самоуправа, а финансиска поддршка беше обезбедена за 32 општини и 8 плански региони, кој што влијаеше за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во овие региони, особено се внимаваше на тоа да бидат најнеразвиените региони во државата. Проектот исто така придонесе за остварување на целите на Министерството за локална самоуправа, а тоа е јакнење на капацитетите на локалните самоуправи во делот на интегралното локално планирање, но и во делот на спроведувањето на проекти кои што се од важност за локалниот и регионалниот развој.
Овој проект овозможи да се изготват низа на стратешки документи кои што треба да потпомогнат децентрализацијата, но и во рамки на истиот обезбедивме меѓународни пракси во областа на децентрализацијата, особено во делот на финансирањето на единиците на локалната самоуправа, но и во трансферот на надлежности во областа на земјоделието и на локалниот економски развој. Имајќи предвид и глобалната здравствена криза, односно COVID-19, во светло на оваа криза во рамки на проектот беше спроведено истражување за скрининг на најпогодените области во локалните самоуправи со цел да се најде соодветен механизам за поддршка на санирање на негативните ефекти од последиците со COVID-19. Бидејќи секогаш е важно мислењето и на граѓаните, во овој проект се спроведе и анкета на граѓаните кои што дадоа свое мислење и гледање за тоа колку се задоволни од локалните услуги, а целта беше да се детектираат оние подрачја кои што се најпогодени во локалната самоуправа, но и оние подрачја кои што и услуги од кои што граѓаните се задоволни и функционираат доста добро на локално ниво. Со проектот организиравме и повеќе конференции, консултации на кои што присуствува градоначалниците како од земјата, така од регионот, но и представници од централната власт, со што се обезбеди еден баланс помеѓу локалната и централната власт и една соработка во делот на локалниот развој и регионалниот развој, но и се разменија искуства од другите земји. Министерството за локална самоуправа и понатаму ќе продолжи да работи во интерес на граѓаните, но и во интерес на развивање на општините и на локалната самоуправа, зголемување на фондовите за локален и регионален развој, но и на поттикнување и зголемување на меѓуопштинската соработка. Благодарам, Моника. А сега, како што веќе најавив, ќе слушнеме неколку градоначалници кои беа активно вклучени во спроведување на проектот Go Local. Пред да преминеме на нивните изјави, би сакала да ве потсетам дека коментарите на ова видео се отворени за вашите прашања врзани со проектот и пошироката тема на децентрализацијата. Проектниот тим ќе ги одговара прашањата директно во коментарите. А сега да ги слушнеме искуствата на градоначалниците и предизвиците со кои се соочуваат во зајакнувањето на локалното владење. Задоволство беше да Општина Свети Николе биде дел од проектот унапредување на општинското владење, поддржан од програмата за развој на Обединетите нации и Европската унија. Голем дел од активностите што ги спроведовме се навистина задоволувачки, бидејќи со тоа им овозможивме пристојни услови на учениците од основното училиште Кирил и Методој во нашиот град. Како втора компонента од овој план беше стратегијата, односно интегрираниот план за развој на општина Свети Николе. Ова ни помага во наредниот период да ги реализираме голем дел од барањата и активностите на општина Свети Николе и да побараме парични средства, односно грантови од Европската унија, и јас се надевам дека можеме и мораме да ќе добиеме вакви парични средства, бидејќи со добивање на предпристапните фондови од Европската унија можеме да ги искористиме дел од овие активности што се предвидени од планот за реализирање, односно и подобрување на квалитетот на живење на нашите граѓани во иднина. За крај би сакал да ја истекнам големата поддршка на Европската унија и UNDP, канцеларијата во Скопје, посебно за вакви мали општини како што е општина Свети Николе, каде што голем дел од значајни проекти се финансирани токму од Европската унија и од UNDP. Ви благодариме на тоа, граѓаните на општина Свети Николе го ценат вашиот интерес за подобрување на квалитетот на живот во нашата општина. Проектот за унапредување на општинското владење и поддршка од UNDP, Европската унија и UNDP, ни помогна во работењето со тоа што дел од администрацијата посветуваше обуки, а со тоа и се овозможи на општината за поефикасно и стратешки документ и поефикасно работење. Интегриран план за развој за понатаму ќе биде водилка кон остварување на развојот на општината. На крајот сакам да истакнам благодарност кон UNDP, кој што подржа
наши повеќе проекти и со тоа што створивме подобри услови за живот на граѓаните на општина Зеленикова. Се надевам нашата соработка ќе продолжи понатака да се одвива и предлогочува во интерес на граѓаните на општина Зеленикова. Поддршката од ЕУ и UNDP што ја добиваме ние како општина е многу важна за нас, затоа што тие секогаш се отворени, транспарентни за соработка и гледат во секој сегмент да ни помогнат во било кој проект да бидеме вклучени. Конкретно би спомнала, значи за последниот проект за унапредување на општинското владење имаме добиено комунално возило кое што е за нас многу важно за заштита на животната средина, за собирање на смете возилото и кое што ќе го искористиме за јавното комунално предпријатие. Би кажала исто тука дека преку средствата на ЕУ и UNDP добивме котел за парно грејање во едно централно училиште во општината Старо Нагоричане, замена од нафта на пелети, така да тоа е многу важно за нас заради тоа што правиме уштеда и исто така ја заштитуваме и животната средина. Им благодарам многу за досегашната соработка и се надевам дека и понатака ќе имаме таков пристап од нивна страна и јас сум презадоволна од сето тоа што го работиме заедно. Kjo ka të bëjë direkt me selektimin e mbeturinave, me që e dim që në Republikën e Maqedonisë Veriut, mbeturinat janë një ndër problemet më të mëdha në nivel republikan, po ashtu edhe komuna jonë është shumë e prekur nga kjo problematik. Na faktikisht kemi marrë një ndihmes nga ana e UNDP-s, kemi folë për dhe është aktuale, do me thënë në teren, klasifikimi i mbeturinave. Na klasifikojmë faktikisht plastikën, letrën, qelqin dhe jemi shumë efikas dhe ndoshta jemi ndër komunat e para rurale e cila ka menduar në këtë aspekt. Kërkesa ime ka qenë që në fillim të mandatit tim mbeturinat një problem shumë madhor në Pollok, na duhet ta zgjedhim. Faktikisht me këtë ndihmesën që morëm nga ana e UNDP-s na dhe në është lehtësuar shumë. Pse e them këtë? Duhet të jem shumë konkret. Kam menduar në atë aspektin nëse duhet të çojmë 2 ose 3 kamion me mbeturina në Rusino, do me thonë na e kemi menduar që me klasifikimin e mbeturinave dhe firmat të cilat janë të interesuara për marrjen e qelqit, plastikës dhe letrës, na nga 3 kamion do të çoshim 1,5 apo 1 kamion. Kështu që na reduktohet edhe shumë puna jonë, mirë po nga aspekti tjetër edhe vetë popullata ndërgjegjësohet, fillojnë vetë klasifikojnë mbeturinat në për ambisri, pastaj hudhin të koshat e caktuara për plastik, qelqi apo letër dhe e shoh që shumë mirë funksionon, edhe na jemi pjesë e Europës, edhe qytetarët tonë janë shumë të ndërgjegjshëm dhe mendoj që me kalimin e kohës 1 apo 2 vjet, kjo do të funksionojë 100% tek na. Një ndër sfidat më të mëdha të cilat i kemi na që duhet edhe në të ardhmen duhet të punojmë shumë, duhet të sigurohet njerëzve dhe gjithë vendbanimeve njëherë ujë për pije, është një ndër sfidat kryesore të cilat e kemi na si komunë, po ashtu problem më të madh paraqet fillimi i kanalizimit të ujrave të zeza, të cilët duhet na të punojmë shumë, me që tani kemi filluar, kemi një mini projekt. Mendoj se shumë gjëra kanë ndryshuar dhe do të ndryshojnë. Sfidë tjetër shumë të madhe e kemi pas mbledhjen e taksave në pronë, ku komuna jonë në vitin kalendarik 2019 na kemi arritur të vjelim taksa nga taksa paguesit 96% dhe mendoj që na kemi qenë lider nga gjithë komunat të tjera, të cilat ato mjete pastaj transferohen në përmirësimin e jetës së qytetarëve këtu në komunën tonë. Па, за нашата општина најголемите предизвици се прво ќе кажам начинот на финансирање на единиците на локалната самоуправа. Значи повеќе помош од централната власт, затоа што ние како општини, рурални општини, јас зборам генерално за нашата, имаме мал приход на локално ниво.
и многу малку средства да прибиреме за да можеме да им овозможиме на граѓаните, значи услуги кои тие треба да ги добиваат генерално, затоа што средствата кои што ги добиваме се многу мали. Тоа би било еден. Второ, би го споменала зголемувањето на ДДВ-то кон општините. Исто така децентрализацијата тука би ја спомнала, затоа што на тој начин ние ќе добиваме повеќе средства од државата во локалните самоуправи и би можеле многу повеќе да изградиме. Додека исто така би спомнала и за работата на јавните комунални предпријатија, подобрување на водоводните мрежи, канализационите системи. Тука би спомнала и за собирањето на комуналниот смет, исто така за подобрување на животната средина и заштита на ова околина која што ние во општина Старо Раковичане имаме прекрасна природа и да ја зачуваме. Тоа би било дел од поголемите предизвици со кои би се соочила нашата општина. Како прв приоритет или како најприоритетен предизвик на локалната самоуправа е финансискиот дел, да речам, финансиско зајакнување на единицата на локалната самоуправа, со зголемување на сопствените приходи преку ажурирање на податоци за наплата на даноците на имот, како и поефикасно работење на службите за наплата на даноци на имот. И други локални приходи кои што може и треба да ги добија локалната самоуправа преку издавање на одобрение за градба и така натака, значи урбанизмот. Предизвиците се големи како локална самоуправа. Ние се соочувавме со низа проблеми во претходниот период, од празна жиросметка до нерешени проблеми. Меѓутоа, со едно транспарентно работење, со едно квалитетно работење, совесно работење, се надеваме дека во иднина сите овие предизвици ќе ги надминеме секако. И со помош на буџетот на општина Свети Николе, односно финансирање на проекти од буџетот на општина Свети Николе, меѓутоа и добивање на грантови и секако со помош на државните институции. Голема благодарност до градоначалниците без чија поддршка овој проект немаше да биде возможен. Малку подоцна ќе ги чуеме нивните мислења за ефективноста на администрацијата. Пред крајот на настанот ќе чуеме неколку нивни прашања од Европската Унија, Министерството за локална самоуправа и UNDP, заедно со одговорите од представниците на трите организации. Пред тоа гледаме краток прилог за успесите на проектот Go Local во подобрување на управувањето со отпадот на општинско ниво. Управувањето со комуналниот отпад представува континуиран проблем за жителите на повеќе рурални населени места на територијата на Република Северна Македонија. Немањето организиран систем за собирање, селектирање и складирање на комуналниот отпад се главната причина за појава на мали диви депонии во руралните средини. Бидејќи единиците на локалната самоуправа имаат релативно мала територија, и нивните надлежности главно се однесуваат на нивната територија, неопходно беше одредени проблеми кои постојат или имаат влијание во повеќе општини, да се решаваат преку регионален пристап кој вклучува повеќе општини. Таков беше примерот со чистењето на реката Тополка. Се предвидува да се ичистат негде околу 5000 метри кубни смет кој што е наталожен децениски во речното корито и се планира да се ичистат негде околу 4 километри, значи потечението од селото Горно Јаболчиште до селото Долно Јаболчиште. Со овој проект придобивките ќе бидат големи како за граѓаните на селата Горно и Долно Јаболчиште во кои што живеат околу 4000 жители и така големи придобивки ќе имаат и граѓаните на Велес кои што се водоснабдуваат од хидросистемот Лисиче кој што се наоѓа на 5-6 километри под ова населено место, а знаејќи дека граѓаните на Велес се водоснабдуваат и пијат од реката Тополка. Паралелно со спроведувањето на овие инфраструктурни проекти, имаше и низа проекти кои што се однесуваа на помеки мерки, а кои сепак го промовираат инклузивниот начин на работа. За одредени општини, неопходна беше подготовка на локален еколошки акциски план,
на барање на помалите пред се рурални општини. Во проектот како компонента влезе заштитата на животната средина преку набавка на канти за отпадоци, контейнери и трактори и камиони за транспорт на ѓубрето, се со цел обезбедување на чиста животна средина за граѓаните. Проектот започна со апликација од општина Древаца, доставена до UNDP. Се одвиваше во две фази. Тоа првата фаза беше набавка на канти за отпад, кои беа распоредени во сите села на територија на општина Деврца. Се работи за 350 канти за отпад и втората фаза од проектот беше изработка на локален еколошки акционен план. Тоа се подразбира план за заштита на животната средина на територија на општина Деврца. Во дел од урбаните општини, како Берово, беа набавени машини за чистење улици, со што јавните комунални предпријатија сега можат побрзо и поефикасно да ја одржуваат хигиената на јавниот простор. За општина Чешиново Облешево, како земјоделска локална самоуправа со долга мрежа од канали за наводнување на земјоделските површини, беше набавен мини пагер за чистење на каналите, додека во Росоман беше набавен голем камион за собирање на комунален отпад. Нашето јавно предпријатие, формирано од 2001 година, до пред да стигне ова специализирано возило, значи сметот кој што го изнесувавме во Росоман, со застарени машини, стар трактор и стар камион, кој што го зголемува трошокот на работењето, бидејќи имавме почести дефекти, брзината, квалитетот на услугите, така да со ова возило во голема мера прво се подобри квалитетот на услугата од јавното предпријатие према граѓаните и брзината на услугата. Значи веќе од пред неколку дена со набавка на нови контейнери ги оставивме уште две населени места, така да ќе постигнуваме скоро во целата општина да успееме да го изнесеме сметот. Преку проектот унапредување на општинското владење се обрна големо внимание на решавањето на проблемот со малите диви депонии. Поради немање воспоставен систем за собирање на комуналниот отпад, граѓаните во руралните средини ја истакнаа потребата од пластични корпи за отпадоци, но и трактор со приколка за собирање на комуналниот отпад се набавени и за општина Конче. Во овој проект беа набавени 800 пластични канти за отпад, трактор и приколка за собирање на отпадот. Со овој проект значи се набави канта за секое домаќинство, за секое семејство. Во рамките на јавното комунално предпријатие се воспостави организиран систем за собирање на отпадот. Претходно делумно граѓаните го фрла на депонијата во Конче или кој каде стигне, што не беше добро за животната средина. Ѓобрето се фрлеше неконтролирано. Немаше некоја одредена пунктација дека ќе се стават кај ќе се става ѓобрето, така да беше насекаде овај хаос. Поли на реки, наоколо ово, но сега со донесувањето на кантите веќе почнува да се складира нели ѓобрето и со тоа равномерно се транспортираат со трактори. Јас се надевам дека со времето тоа ќе почнува и да се складира, нели и да се сортира ѓубрето на органско и неорганско, така да органското ѓубре кога ќе се складира, нели понатаму ќе се користи на ресайклинг, ќе оде па ќе се прави, ќе се произведува нели ѓубре за цвеќиње, ово на тие работи. Почитувани, би сакал уште еднаш да ве потсетам дека коментарите се отворени за вашите тематски прашања кои што ќе може да ги оставите токму за време трајање на овој настана ќе бидат одговорени од страна на проектниот тим. А наскоро ќе погледнеме уште еден прилог за постигнувањата на проектот во градење на капацитетите на општинската администрација и развивањето на иновативните решенија. Но прво да ги слушнеме коментарите на темите на градоначалниците. За поефикасна испорака на услуги кон граѓаните потребна е секоја локална самоуправа, па и општина Зелениково, да има стручна и ефикасна администрација, да има соодветни услови за работа на администрацијата. Администрацијата редовно треба да се обучува, да во согласно со своите работни задачи. Администрацијата во континуитет треба да ги следи новите закони и одлуки во централната власт. Што се однесува пак на тоа што општина Свети Николе моментално нуди на граѓаните.
со цел подобрување на услугите е вклучување во системот на е-даноци, на сите оние даночни обврзници, посебно на данок на имот, каде што со решенијата на данок на имот можат слободно се вклучат на системот на е-даноци на општина Свети Николе, каде можат да видат со каков имот се задолжени, со која е моменталната ситуација на картичката, односно колку се долговите, меѓутоа и со каков имот располагаат и се оданочени самите даночни обврзници. Па, генерално нашата општина се соочува со недостаток на соодветни и квалитетни, квалификувани кадри зборам за администрацијата, затоа што немаме кадар во нашата општина кој што би ги пружил услугите на граѓаните кои што се потребни. Ние генерално тоа што го имаме, во другиот дел имаме соработка со околните општини за да ги користиме нивните кадри за помош на работата на општината. Исто така би споменала дигитализацијата, современата опрема и техника која што би ни била потребна за да им даваме квалитетни услуги на граѓаните и можеби тука би го кажала и едношалтерскиот систем. Значи тие се едни предизвици кои што ние како локална самоуправа ги немаме, а би требало да ги имаме за поквалитетни услуги на граѓаните. А сега ве поканувам да го погледнеме вториот прилог за резултатите постигнати преку проектот Go Local, конкретно во сферата на обучувањето на општинската администрација и развојот на иновативните дигитални решенија за унапредување на локалниот развој. Во рамките на овој проект, финансиран од Европската Унија и спроведен од UNDP, во соработка со Министерствата за локална самоуправа и за финансии, како и општините и ЗЕЛС, беше подготвена и спроведена програма за развој на капацитетите на финансиските работници во сите општини од државата. Сдруженијето дизајнираше и спроведе проценка на потребите од капацитетите на финансиските работници од општините и градот Скопје. Во следниот чекор, Сдруженијето разви сеопфатна програма за развој на капацитетите. Понатаму следеше серијал на регионални обуки од областите, процес на буџетирање во единиците на локалната самоуправа, финансиско известување во единиците на локалната самоуправа и анализа на финансиските извештаи, следеше третиот серијал на обуки посветен на администрирањето на локалните даноци и такси, за на крај обуките да ги заокружиме со обука посветена на внатрешната контрола и ревизија. Обуките кои што ги спроведоа беа мощни, квалитетни и исклучително добри за работењето на сите финансиери кои што доаѓаат од општините. Пред се можеше да се спознае начинот на утврдување на приходите и расходите, начинот на изготвување и доставувањето со дополнителни образложенија до советите и подобрувањето на работата во делот на буџетирање и финансирање во локалните самоуправи. Овие обуки во основа не едуцираат и не потсетуваат на постапките кои треба да ги извршува општинската администрација. Обуките беа квалитетни, беа извршени на време, во период баш кога и се спроведуваше буџетскиот процес, буџетирањето во општината. Беа доста продуктивни како за вработените, така и дава голем ефекти за информирање на граѓаните и нивно вклучување и во процесот на буџетирање и во информираноста за извршување на финансиите на локалната самоуправа. Тренинг материјалите од обуката беа преточени во 7 модули кои се достапни на веб страницата opštinski.mk. Оваа интерактивна платформа служи како едукативен ресурс и место за размена на информации за тековните општински работници, но и за оние кои допрва ќе се вработуваат во општините, со цел полесно да се воведат во општинската работа. Платформата ќе биде од особена корист во изработката на интегрираните планови за развој. Новата генерација на интегрирано планирање беше спроведена со поддршка на меѓународни консултанти кои споделија конкретни и практични решенија од локалните самоуправи ширум Европа. Станува збор за една нова генерација на планирање кое што во себе вклучува најразлични сектори од општината кои што имаат најразлични аспекти на согледување на проблемите. Во планирањето не се земаат само аспектите за локален економски развој, туку се води и сметка за ефектите кои што тој развој ќе ги има врз животната средина,
како урбанистичкото планирање се поклопува со плановите за економски развој, дали социјалната инклузија како аспект е земена во предвид, дали ранливите категории имаат соодветно место во плановите. На овој начин беа подготвени 30 интегрирани планови, пред се во малите општини, кои се соочуваат со повеќе предизвици, каде што потоа беше спроведен и по еден приоритетен проект од зацртаниот план. Но овој процес на планирање не беше оставен само на представниците на општините. Граѓаните исто така имаа шанса да се вклучат со своји предлози и размислувања за предизвиците во нивните општини. Следниот чекор беше да ги провериме предизвиците кои што ги утврдивме со општините заедно со граѓаните, граѓанските здруженија и приватниот сектор. Дали навистина она што општините го гледаат како пречка во нивното функционирање им пречи и на граѓаните и на граѓанскиот сектор и на приватниот сектор. И во најголема мера дојде до совпаѓање пред се од аспект на добивањето на навремени услуги во одредени области, но исто така и во вршењето на надлежности на општините, кои што може да добијат една поинаква и подинамична димензија. И пред да преминеме на последниот дел од денешниот настан, би сакала да напоменам дека прилозите кои ги погледнавме прикажуваат само дел од работата на проектот Go Local, кој исто така го поддржа спроведувањето на проекти за подобрување на образовната и патната инфраструктура, како и за справување со проблемот на кучињата скитници на регионално ниво. Прилозите на овие теми ќе бидат објавени на Facebook и YouTube профилите на UNDP во текот на следните 2 дена. И сега да преминеме на последниот дел од денешниот нетипичен настан, а тоа се одговорите на прашањата кои градоначалниците изминатава недела ги поставија до представниците на делегацијата на Европската Унија, Министерството за локална самоуправа и UNDP. Би сакал да поставам едно прашање. Кои се плановите на UNDP во понатамошниот период со цел подобрување на децентрализацијата на општините во нашата држава? Thank you for the question. Today we are closing one of our projects, but UNDP has several other initiatives and projects and programs in its portfolio dealing with issues at the local level, working with the local authorities and building their capacities and knowledge and capabilities. During implementation of this project and also in the framework of other our initiatives, we saw the openness and commitment of our national partners and mayors to go further with the decentralization reforms. And I think this is a great momentum to build on that openness and commitment and to advance with these very important but difficult, complicated, complex reforms. And I hope very much that the approach of the new government will be in the same direction. We are planning with our current partners and also with potential new partners to continue building capacities and knowledge of the local authorities for them to be able to plan better, to prioritize better the development issues and to implement better, to be able to hear their own citizens, to engage them into the policy making and to decision making, to bring innovative solutions in public service delivery and to prepare the municipalities to become more resilient for future similar shocks. And I'm sure they should prepare themselves for a better and bigger opportunities which will be brought by the EU accession. And be sure that you will have always UNDP nearby, ready to continue working with you and supporting with you to advance reforms on decentralization. Значи имам прашање до министерот за локална самоуправа. Дали е запознат и докаде е постапката за зголемување на овластувањата на локалните самоуправи во врска со земјоделското земјиште кое треба да премине во владение, односно во стопанисување на локалните самоуправи.
Делот со земјоделското земјиште во нашиот план, кој што го кажавме за зголемени ингеренции во децентрализацијата, ние планираме од секое министерство да одделиме дел од нивните надлежности и да ги префрлиме на локално ниво. Во делот кај Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, навистина имавме големо разбирање со нивната администрација. Практично се она што побаравме ние општините, тие се согласија да го децентрализираат. Тоа ќе значи децентрализација на земјоделското земјиште да биде под управување на локалната самоуправа и локалната самоуправа да стопанисува со него и да ги зема приходите од тоа земјиште. Така да во овој период од наесен се надеваме дека ќе почне овој процес на децентрализација и прва област која што ќе биде офатена со децентрализацијата е земјоделието, бидејќи таму веќе ги имаме спремено како ние, така и Министерството за земјоделие сите неопходни измени на законите кои што се неопходни за да го делегираме ова земјиште, но не само земјиштето, тука се и шумските стопанства, водостопанските предпријатија под владение на локалната самоуправа. Како можат и дали можат воопшто општините да придонесат кон остварување на целите за одржив развој на Обединетите нации? Sustainable Development Goals is world's shared vision how to eradicate poverty, save our planet, and create a peaceful world for the next generations. In 2015, when world leaders came together and announced that commitment, they were thinking and were sure that there is enough time to really achieve all the goals. Now, when we have only 10 years to go, I mean, we are not that sure. In addition, COVID, this new crisis, brought a lot of new challenges, for the development. So to still be able to deliver in this very ambitious commitment, we need to bring together all efforts at the global level, at the national level, and at the subnational level, at local level. That's why, the logo and the motto of this project, think globally and act locally, it having even, the new and more important meaning. What we need to do, at the local level, doesn't matter what kind of challenge you are trying to address, how important then and how global that. I believe that the change should start from the very bottom, from our communities and the municipalities. And SDGs are for specifically to guide that development. But our local authorities should have that knowledge, should be able to translate global goals into the local level. So how we call that, to localize the SDGs and use that as a guidance for the development. That will be a good opportunity to harmonize development targets with the SDGs, with the localized SDGs, and all actions planned and implemented to contribute into this shared vision. UNDP is here, will support with the localizing of the SDGs, with incorporating of the SDG targets into the national plans, and with combining our efforts together, we hope we will be able to accelerate this process. До Министерството за локална самоуправа би сакал да поставам и едно прашање. Зошто Свети Николе, кој што е дел од Вардарски плански регион, има можност меѓугранична соработка само со една држава од Европската унија, тоа е Грција. Дали можеме да ги продлабочиме, односно да ги прошириме односите и со другите држави со цел искористување на фондовите колку што е можно повеќе од Европската унија и со другите држави, бидејќи сите други плански региони во нашата држава имаат по две држави кои што можат, преку кои можат со прекогранична соработка да ги искористуваат паричните средства на Европската унија. А ова не е случај со Вардарски плански регион.
Се согласувам со градоначалникот на Свети Николе, неоправдано дел од општините или па целиот Вардарски регион беше насочен само со прекограничната соработка со Грција, а имаме региони или градови кои што учествуваат дури во 3 програми со 3 наши соседи. За таа цел, со новиот типа 3 проект или програма, ние планираме секој регион, секој општина или град да биде минимум вклучен во два плански региони, така да Свети Николе може да биде и со бугарската програма, но да размислиме можеби со српската програма, така да нема општина или регион кој што ќе биде запоставен од таа гледна точка. Се разбира, за тоа треба соработка и од Секретаријатот за европски прашања, но и од делегацијата на Европската унија. Ние работиме и за скоро брзо време ќе се знае кој регион со која држава од соседните ќе соработува за следниот плански период. Имам прашање до господинот Никола Бертолини. Што значи процесот од европското зачленување за локалната самоуправа? Која е улогата на локалната самоуправа во тој процес и придобивките од зачленувањето во Европската унија? Local authorities play an important role in the whole accession process. The accession, as I said, is not only for the country or for the government, but is also for the local communities. There are different chapters, and in all these chapters, local authorities play a role. Agriculture and rural development, or regional policy and financial instruments. These are 2 examples where local authorities are very important actors. Funds for local authorities are enormous in the ongoing programs. Almost 40% of all what we spend in the country, it is done at local level. So there are from infrastructure to education, to labor development, to vocational education, to social inclusion, social care. And more areas are for local authorities to be engaged. In the next financial framework, this will be even more accentuated and there will be more funds to be absorbed. But what we ask is an important reform of a public administration. The public administration, mostly at local level, is very weak, and we need more and more people and young people to be engaged in order to absorb more funds and to boost the development at local level. Почитувани гледачи, со ова го заокружуваме завршниот настан на проектот за јакнување на општинското владење или Go Local. Иако пандемијата не попречи во одржување на јавен настан, се надевам дека оваа дигитална форма ви беше информативна и лесна за следење. Доколку не успеавте да поставите тематско прашање за време на премиерното прикажување, тоа може да го направите во секој момент во коментарите на ова видео и проектниот тим ќе се потруди да ви одговори во најкраток можен рок. И за крај би сакала да изразам уште еднаш благодарност во името на UNDP до господинот Николо Бертолини за силната поддршка од делегацијата на Европската унија во Скопје, потоа министерот Милески за блиската соработка со Министерството за финансии, како и до сите градоначалници кои зема активно учество во реализацијата на проектот Go Local. Ви благодарам многу за вниманието. Се гледаме во некоја следна прилика.